Некогаш задолжителни за покажување на техничката надмоќ, V12 агрегатите денес се вистинска реткост. Скапи за производство и комплицирани за одржување ги изфрлија најпрво турбокомпресорите, а потоа и хибридните технологии. Останаа да живеат само кај најпрестижните по правило европски производители на суперспортски и луксузни автомобили. Еден од бастионите на кои се бранат овие агрегати се италијанските марки. Ферари ги нуди во моделите Puro Sangue и 12 цилиндри, каде од своите 6,5 литри испорачуваат 725, односно 830 конски сили. Истата зафатнина има агрегатот и на Lamborghini, кој хибридно засилен во Revuelto развива 1015, а во новиот феномено дури 1080 коњи. Значајно за италијанските машини е што максималната сила ја постигнуваат на 9250 вртежи во минута. Астон Мартин го има само Vanquish, кој со својот 5,2 литерски твин турбо со здрави 835 конски сили остана единствен да подсетува на славните времења на марката. Од британските производители, уште само Rolls-Royce ги негува V12 машините, кои ги нуди во сите своји модели. Тие од легендарната зафатнина од 6,75 литри, кај Phantom извлекуваат 571, а кај Ghost и Cullinan и до 600 коњи. Германската технологија може да се сретне и кај Мерцедес, единствено во Мајбах, изданието на S-класата, чиј 6-цилиндарски твин турбо става на располагање 612 конски сили. За да не отидат во заборав, V12 машините се грижат и производителите на малосериски ултраспортски автомобили. Еден од нив е Pagani, за кој AMG оделението на Мерцедес испорачува 6-литарски ѕвер со различна силина за различни модели. Доста интересен е и 4-литарскиот атмосферски агрегат на Cosworth, кој го користи Gordon Murray Automotive. Тежи само 178 килограми и влегува во црвено над 11.000 вртежи во минута, при кој кај Т33 развива 615, а кај Т50 663 конски сили. И тоа не е се. Идната година треба да го очекуваме и Zenvo Aurora, чиј 6,6 литарски агрегат засилен со уште 3 електромотори испорачува дури 1850 коњи.